Почитувани сограѓани, покажавме дека имаме концепт за одржлив развој, дека со нашето честно, одговорно и отчетно работење граѓаните може да добијат многу повеќе од кога било. Една од главните политики за кои се заложуваме е заштита на животната средина и искористување на обновливите извори на енергија, со поставување на урбанистичка подлога за изградба на фотоволтаични централи, со подобрување на енергетската ефикасност на поголем број јавни објекти и искористување на геотермалните води за затоплување на јавните установи, ние сме чекор поблиску до зелена и еколошки чиста општина. Изградбата на разделно зеленило и културното уредување на кружните текови и парковите во секое мало, субвенционирањето на инвертери и велосипеди, кои во иднина ќе продолжи, се само мал дел од проектите кои се реализираат во таа насока. Во рамките на редовни повици ќе воведеме квота за млади до 29 години за субвенционирање на велосипеди и електрични тротинети. Во наредните 4 години, само од основниот буџет издвојуваме по 1 милион денари за секоја година за набавка и засадување нови садници и обновување на садниците што изгореа во големиот пожар што го зафати Кочани на 2 август оваа година. Со изградба на парк шума во спомен домот Лукубија, кој со својот мозаик представува едно од најубавите дела на авторот Чемерски, овозможуваме нашите сограѓани да уживаат во прекрасниот поглед што го нуди самата локација, а со поставување на нова урбана опрема да го користат за место за одмор и рекреација. Покажавме дека Кочани може да го сместиме на врвот на општините, да ги поставиме темелите на современа урбана средина, да продолжиме единствени.